Драги спортисти, љубители на спортот или пак серџи на спортот. Како и да е, добра ви вечер. Велат дека било какво вежбање по напорот или оптоварувањето не би смеело да представува препрека, ако тоа води кон совладување на два основни и единствени противници, а тоа се просторот и времето. Затоа ние решивме вечерва да ги совладаме овие два противника. Времето е сега, а просторот е овде. Драги наши, вие кои изминатава година ни приредивте успеси кои ќе ги паметиме, ние вечерва за возврат ќе се потрудиме да ви овозможиме еден час за паметење. Всушност, час кога ние ќе ви ги доделиме вашите заслужени признанија. Велат дека љубовта кон спортот е првиот виновник за почеток. Вербата е вториот виновник, а надежта е главниот виновник за спортот. Па затоа да не должиме многу и веднаш да преминеме на прогласување и доделувањето на благодарниците на надежите на градот Кочани во границите на спортското стекло. По тој повод го поканувам господинот Јожа Јованов, спортист за 2010 година, да поведи на сцената и заедно со прекрасните девојки кои што ќе му помогнат да им ги додели наградите на младите надежни спортисти. А тоа се Дино Томевски, кошаркарски клуб Пиколо Кочани. Дино нека повели на сцената. Следниот е Димитар Манев, кошаркарски клуб Пиколо Кочани. Сенат Ковачевик, карате клуб Кочани од Кочани. Ана Јованова, кошаркарски клуб Атекс Кочани. Иван Јанев, боречки клуб Спартак Кочани. Глигор Анев, боречки клуб Спартак Кочани. Давид Захов, карате клуб Ипон Кочани. Клаудија Христова, карате клуб Ипон Кочани. Даниел Димитров, клуб на гимнастички спортови Кочани, Кочани. Ристе Симеонов, клуб на гимнастички спортови Кочани од Кочани. Емилија Миленкова, женски фудбалски клуб Кочани, Кочани.
Jurče Maksimov, fudbalski klub Kočani. Petar Krstov, fudbalski klub Kočani. Daniela Koleva, teniski klub Akvaten Kočani. Andrej Savev, teniski klub Akvaten Kočani. Aleksandar Todosijev, karate košarkarski klub Basket Dinos iz Vilvom Kočani. Slavko Nisev, košarkarski klub Basket Dino Kočani. Jordan Jordanov, karate klub Kočani. Им честитам на младите надежи, му благодарам на господинот Јованов, а сега јас би побарала еден тайм-аут, кој секако би требал повеќе од една минута, а вие уживајте. Najžeško, a nije tu kasne, goganke, bide najtežko. Gostike čeka me, iskreno, dosto izvereno, noke naviva me, na cel glas, za Makedonija. Za Makedonija, naša tatkovina, razvejte crveni znamenja. Za Makedonija, naša tatkovina, razvejte crveni znamenja. Dojdeni, no sepak večerva mora da bidat pobedeji, ke isprati me so nasmevka, pa da mi dojdete, no da zapamtite kaj bevte i što storivte. Za Makedonija, naša tatkovina.
Спортски новинар за 2011-та. Во оваа категорија наградата ја добива Славчо Ивановски, новинар на порталот Комарец и на ТВ канал 8. Тој детално информираше за сите спортски настани во Кочани, како и за надпревари на кои учествуваа спортисти и екипи од Кочани. Ивановски со сизифовски напори настојува на спортот да му даде вистинско место во општественото живење. Тој е новинар кој спортистите и нивните резултати им ги доближува на граѓаните на општина Кочани. Го поканувам господинот Ивановски, а заедно со него го поканувам и господинот Дарко Јованов, председател на Сојузот на спортот на Кочани, да го ја додели наградата. Спортски новинар за 2011-та Славчо Ивановски. Честитки. Господинот Јованов ќе ми помогне уште малку, затоа што овде ќе ги доделиме наградите и за спортски работник. Во оваа категорија влегоа двајца. Суат Мехмет, карате клуб Кочани од Кочани. Мехмет со собствени средства го помагаше настапувањето на надпреварувачката екипа на карате клубот Кочани и ја набави првата спортска подлога татами за карате клубот Кочани. Честитки. А следниот во оваа категорија е доктор Блаже Ѓоргиев, карате клуб Кочани од Кочани. Ѓоргиев е каратист од 1970 година, а од 1980 година ги придржува настапите на каратистите и како лекар и како тренер. Тој е еден од доаените на каратето во Кочани. Човек кој се уште на големо ја шири љубовта кон оваа спортска дисциплина кај сите генерации. Честитки за наградените, му благодарам на господинот Дарко Јованов. Им честитам на наградените, а ние продолжуваме понатаму. Значи, умот е граница. И се додека умот верува дека нешто можеш да направиш, ќе направиш. Само ако 100% веруваш во тоа. А јас верувам во тоа дека следниот тайм-аут сигурно ќе ви се допадне. Уживајте! Што светски паци дала на цева Манасков, ушурија тина, само делотнице, уште многу ке ги има. Ајде сега силно, органи да се слушна, граници гласови силно да се слушна. Сите на розе, сите за нас, за Македонија, за Бенатос. Ајде сите на розе, сите за нас, за Македонија. Нема кој на светот, Панчев не го знае, Лацио без Пандев, Ист не ќе дае, Веќе шајна прима, голови на раки,
му благодариме на Тео. Значи, личноста која може себе си да се одведе што подалеку и кога напорот станува болен, тоа е личност која спортски победува. Следната категорија е спортски тренер и следната по неа е спортска екипа. По тој повод го поканувам председателот на Советот на општина Кочани Спирко Ѓорѓиев да поведе на сцената и да ги додели награди. Спортска екипа за 2011-та е клубот за гимнастички спортови Кочани. На државното првенство во битола екипа 1 јуниорки Б лига освои едно прво место. Екипата на постарите јуниорки во Б лига освои второ место, а екипата 2 на јуниорките од Б лига го освои третото место. На државното првенство во Скопје екипите јуниорки и сениорки се закитија со првото место, а екипата постари пионерки го освоија второто место. Според рангирањето на клубовите од страна на Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија за севкупен пласман, КГС Кочани е рангиран на 4-то место во конкуренција на 17 гимнастички клубови на Република Македонија. Им честитаме! Следната категорија, спортски тренер за 2011-та, е прогласен Оливер Јовановски, тренер на фудбалскиот клуб Кочани. Благодарение на работењето на Јовановски, пионерската екипа на ФК Кочани во изминатите неколку надпреварувачки години е шампион на пионерската лига, како и освојувач на куп надпревари. Јовановски има големи заслуги за откривање и работата со младите и талентирани спортисти. Честитки! Честитки до наградените. Благодариме до господинот Ѓорѓиев. Овде би сакала да доделиме уште една награда, а тоа е спортска стипендија, која по конкурсот за доделување стипендија на спортист на општина Кочани, комисијата одлучи оваа стипендија да и припадне на Ана Веселинова од женскиот фудбалски клуб. Вечерва неизеки ја додели одлугата директорот на КЈП Водовод Љупчо Папазов. Повелете, господине. Честитки, благодарам, господине. А овде некаде го барам и третиот тайм-аут. Уживајте. Zamolam da im sila, Gospode,
категоријата за спортска личност на годината е прогласен, знаете кој? Кој? Спортска личност на годината, Дарко Соколов! За Дарко, ве молам за момент, за Дарко имаме спремено еден видео запис, би сакала да го проследиме. Уживајте! Дарко Соколов е едно од најомилените спортски лица во 2011 година. Не само за кочани, туку и во државата. Токму Соколов пред 2 години ја обезбеди визата за Европското првенство во Литванија со погодоците од слободните фрлања на надпреварот Македонија и Израел. А за случувањата во Литванија нема кој не знае. Македонската кошаркарска репрезентација и во неа нашиот Дарко ни ја приведија најголемата радост во историјата на нашиот спорт, најдобрата промоција на Македонија. Не бивна во најдобрите и најгодните. Минатата година Соколов како професионален кошаркар на фен индустрија доби признание за спортист на годината и признание за најдобар кошаркар на фен индустрија од Сојузот на спортови во Кладенци. Беше прогласен за најкорисен играч на меѓународниот кошаркарски турнир во Франција и за играч број 1 во Балканската лига. Од Кошаркарската федерација на Македонија одликуван за златен медал за државен првак за минатата сезона. Кошаркарскиот репрезентативец со шестката на жолто-црвениот дрес е спортска личност на кочани за 2011. Го поканувам на сцената Дарко Соколов. Го поканувам и градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски да му ја додели наградата. Честитки, благодарам, градоначалниче, ние продолжуваме понатаму. Еве го примивте најголемото признание спортска личност за 2011 година. Како најголем амбасадор на Кочани во изминатата година, што значи за вас ова признание сепак градот што ви го доделува? Па најпрво благодарност за честитките ваши и сакам да упатам едно огромно задоволство за овој пречек овде, ова манифестација да ги поздравам организаторите. Пријатно искуство ова за мене, бидејќи пред моите сограѓања добивам оваа награда спортска личност на годината во град Кочани. Со фен индустрија не очекуваат надпревари на 3 фронта. Играме во купот, во првенство на Македонија и ја браниме титулата во Балканската лига. Па очекуваме да ги повториме барем успесите од минатата година, каде што ја освоивме Балканската лига и станавме шампиони на Македонија. А на репрезентативен план не предстојат тие квалификации за Олимписките игри во Лондон 2012 година. Се одржува турнирот во Венецуела од 2 до 9 јули. Ќе биде доста тешко, но се надеваме на најдобро и дека ќе успееме да избориме едно од тие 3 места кои води на Олимпијадата во Лондон. Јас од моје име и од името на гледачите на Канал 8 ти посакувам уште поплодна 2012 година. Така полека се приближуваме кон крајот. Сега ни преостанува да ја доделиме наградата спортист на годината. Но во оваа категорија, освен главниот протагонист, влегоа и уште тројца. А тоа се Ненад Атанасовски, клуб на гимнастички спортови Кочани. Атанасовски освои 2 втори места на квалификациониот и на завршниот државен надпревар во А лигата во Битола. Тој е 4-то рангиран. Следниот е Сашко Јосиповски, СК Електрика Кочани. Јосиповски изминатата година, надпреварувајќи се во највозрасната категорија мастер со максимален број бодови, севкупно во домашното првенство ја понесе титулата државен шампион. Тој изминатата деценија како планинар ги освои највисоките врвови на Балканот и Европа. Тој е 3-то рангиран. Овде е и Петар Каров, гимнастичар во категоријата јуниори, кој освои прво место на првиот државен надпревар во А лигата во Битола.
и на завршниот државен надпревар А лига во Битола. Второ место на квалификациониот државен надпревар за А лигата во Битола. Го поканувам Владо Андов, секретар на Општинскиот фудбалски сојуз од Кочани, да им ги додели наградите. Честитки до наградените. Благодариме, господине. И полека стигнавме до последната номинација. Спортист на годината за 2011-та е Алит Мехмет. Алит Мехмет од карате клубот Кочани. И за него имаме подготвено еден краток видеозапис. Да го погледнеме. Од 2011 година 5 пати се искачи на високата позиција на државни и меѓународни првенства и турнири. Мехмет освои први места на државното првенство за кадети и јуниори во Куманово, на изборниот Бербер турнир за кадети и јуниори, каде обезбеди пласма за учество на Балканско, Медитеранско и Светско првенство. Потоа на меѓународниот карате турнир Резивава Опен во Скопје и на меѓународниот карате турнир Кичево Опен 2011. На Дунав купот во Србија и на меѓународниот карате турнир Самурај карате клуб во Црнагора беше втор, а трето место освои на Медитеранското првенство во Бари, Италија и на државниот турнир за кадети и јуниори во Босна. Успехот е уште поголем кога ваквите резултати на четирикратниот државен првак Алит Мехмет ги красат силната воља, издржливоста, напорните тренинзи и одличната соработка со доброволен тренер, карате мајсторот Игор Харов. Првите спортски успеси Алит Мехмет ги гради во Кочани, зашто искрено му благодариме, а на неговите видни патишта нека се отвораат нови каратни места. Алит нека повели на сцената, а нему ќе му ја додели наградата градоначалникот на општина Кочани господинот Радко Димитровски. Спортист на година за 2011 година. Што значи тоа за тебе како млад човек, како млад спортист, едно најголемо, како да кажем, едно најголемо признание од градот? Ова за мене представува стимул за понатамошна тешка работа. Тренирав напорно и долго, работев за да дојдам до ова посакувано признание. Голема благодарност искажувам кон мојот тренер сенсеј Игор Каров и на малкуте љубители на карате спортот кои придонесоа и учествуваа финансиски во претходните години. Жалам што поради немањето на давањето на средства од одговорните лица во овој град ќе го напуштам и ќе настапувам за клуб кој што не е кочански, но моето срце останува овде. Ти посакуваме многу успехи во Металург и исто така и 2012 ти биде плодна како ова. Се надевам и најдобар на Македонија. Значи, овде би сакала пред да се одивам да ги споменам и главните виновници за оваа вечерашна манифестација. Значи, општина Кочани и спонзорот Еватекс од Кочани. Во настојувањето да стигнеме до победничка висина, не смееме да изгубиме од вид дека спортот е дел од животот, дека секој спортист е дел од тимот, а секој тим е дел од широката друштвена заедница. Секоја гранка е дел од широкото семејство на спортовите, а спортот, посебно оној кој го нарекуваме врвен, представува друштвено надоградување. Јас ви посакувам многу успех, пред се здравје, бидејќи ви е потребно за вашите напорни тренинзи. Но уживајте во напорот, бидејќи тој ќе ве однесе до посакуваните титли. Имајте убава вечер и ви благодарам за присуство.